под слоганот за писателските работи. Следната недела во Скопје по 11-ти пат ќе се одржи фестивалот на европска литература Букстар. По 11-ти пат во понеделник кај нас во Скопје во Македонија се случува фестивалот Букстар, фестивал на европска литература под слоганот за писателските работи, кој што ни е инспириран од делото на Крстен Мисирков за македонските работи. Инспирирани сме од тоа бидејќи имаме еден убав повод, до година има мал јубилеј, не мал, баш голем, 100 години од смртта на Крсте Петков Мисирков, кој што е еден од најзначајните личности во македонската историја и особено неговото дело за македонските работи, кое што е извршило исклучително влијание на сето она што значи македонска држава, македонски јазик, македонска култура, сакајќи фестивалот Букстар да го обележи меѓу првите овој голем јубилеј следната година, реши оваа година да во фокусот на фестивалот да биде писателската работа, со мала една промена во насловот на неговото најпознато дело. Дојдовме до слоганот за писателските работи и буквално сакаме да прозборуваме за сето она што е значајно за литературата, за културата, за јазикот во нашата македонска средина. Токму затоа, за разлика од претходните години, кога можеби многу повеќе имавме странски гости, годинава се одлучивме да имаме поголема застапеност на македонските автори, на македонските интелектуалци, кои што ќе дискутираат на различни теми поврзани со литературата, со општеството, со јазикот и така натаму. Свеченото отворање е закажано за 29 септември од 19:30 часот во просториите на Културно-информативниот центар. На самиот настан, писателот Блаже Миневски ќе ја добие наградата Букстар за најзначајна книга меѓу двете изданија на истоимениот фестивал, за неговата збирка раскази Опаш во устата во изданија на Антолог. Ќе почнеме буквално со еден од најглавните настани, тоа е доделувањето на наградата Букстар на македонскиот писател Блаже Миневски за неговата книга Опаш во устата, и веднаш потоа ќе имаме и две странски гости, така што правиме еден убав баланс меѓу македонски и интернационални гости, и да ја завршиме вечерта со една дебата поврзана со македонските современи класици, каде што исто така ни гостуваат едни од најзначајните македонски писатели. Она што е многу интересно и многу битно, ги поканувам и сите гледачи да присуствуваат, тоа е гостувањето на турскиот писател Ахмет Тумит, кој што е еден од најголемите автори на турската литература, заедно со Орхан Памук, со Елиф Шафак. Тука е во првата петорка, специјално ексклузивно ни доаѓа во Скопје за два настани. Едниот ќе биде на 1 октомври во 19:19 часот, на истото место што го спомнавме, Културниот информативен центар, една ексклузивна средба, разговор со него. И вториот настан е веќе следниот ден во Рамстор мол, во 12 часот, каде што ќе се фотографира, ќе подпишува книги и она што е ексклузивно за посетителите на Букстар тој ден, ќе подарува неговата книга Глас ја сече ноќта гратис на сите што ќе купат некоја друга од неговите книги. Така што ни престојат 4 многу исполнети денови кои што ќе финишираат на 2 октомври со доделувањето на наградата Драги за најзначаен превод на книжевно дело од кој било светски јазик на македонски јазик, и тоа ќе се случи на Филолошкиот факултет Блаже Коневски. Така што една исклучителна програма, како и секоја година ги поканувам сите кои што се во можност и ја сакаат литературата или сакаат да ја засакаат литературата да бидат дел од овие настани. Фестивалот Букстар 2025 е поддржан од Министерството за култура, издавачката куќа Антолог, а одделни настани и гостувања се реализирани со поддршка на наградата за литература на Европската Унија, амбасадите на Кралството Холандија и на Република Чешка, како и на Чешкиот литературен центар.